Добри ден во студио за Горан Митевски, поранешен директор на УБК и на Бирото за јавна безбедност. Како се вели за УБК дека е тврдина, тоа всушност и символично го започна пресуд специјалната обвинителка Катица Јанева, велејќи дека оваа операција на специјалното обвинителство се нарекува тврдина, но изгледа дека не било така. Таа нивна тврдина, така наречена тврдина, попуштила, иако според она што е објавено, откривањето на доказите за уништување на целата опрема за прислушкување всушност е 2015 година, пред една година. Зошто беше невозможно предходно, односно дури денес да се пробие оваа информација? Оваа информација неформално и неофицијално кружеше во одредени кругови, меѓутоа денеска првпат специјалното јавно обвинителство официјално објави дека таа опрема е уништена. Иако нејасно останува зошто парламентарната комисија за контрола на УБК и Агенцијата за разузнавање, која врши контроли во самата управа, не дошла до сознанија дека опремата е уништена, иако самите членови на комисијата се пофалија дека одлично соработувале и со директорот на УБК и со вработените во управата за оперативна техника и дека наишле на добар прием и голем дел од прашањата им биле одговорени. Добро, сега, дали тоа значи дека во Македонија нема опрема за прислушување? Не, и самата портпаролка на специјалното јавно обвинителство појасни дека прислушувањето продолжува, меѓутоа со друга претходна опрема која е набавена. Тоа е практично застарена опрема, која е претходно набавена. Па ја мислам, не сум 100% сигурен, меѓутоа дека е уништена израелската опрема и најстарата опрема што имаше петата управа. А опрема што измеѓу набавувана се уште е во функција и продолжува прислушувањето со нејзе. Колку опреми биле набавувани во целиот период? Па јас мислам дека се 3 опреми, иако не можам со точно да... Добро, ма зошто се неопходни токму 3 опреми за прислушување? Сите да бидат во УБК? Па единствена надлежност за прислушување е УБК. Првата е... Зошто со 3 опреми да... Првата е многу стара, верувам дека датира од поранешна Југославија и од тие причини пред повеќе од 10-15 години мислам дека е набавена следна опрема, меѓутоа со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт 2006 размислувано е да се набави уште понова и пософистицирана опрема. Говориме за... Да, 2008 година, значи министерката Јанкуловска и директорот Сашо Мијалков, значи поранешни, отишле во Израел и оствариле контакт со министерот за одбрана на Израел и подпишале договор за соработка, размена на информација и купување на опрема. Тогаш е набавена опремата, односно нарачана, а таа опрема е испорачана или крајот на 2008 или почетокот на 2009 и таа е со огромен капацитет. И се предпоставува дека е таа она која е уништена? Најверојатно е таа, да. Добро. Трагите дали е можно да останат, господине Митевски, се едно што таа е уништена и тоа 2 пати, како што обвинителката Линчеристовска објаснуваше? Дали трагите на прислушување се уништени? Најлесно за докажување ќе беше доколку опремата постоеше, бидејќи колку и да беа обидите да се избришат трагите, дека постои начин вешти лица да откријат, значи сите броеви кои дневно биле прислушувани од страна на УБК да бидат повторно откриени, односно да се знае точниот капацитет на дневно прислушување со таа опрема во претходниот период. Затоа мислам дека најсигурно им била варијантата да одат на уништување на целокупната израелска опрема, бидејќи на тој начин мислеле дека ќе го скријат трагот. Но тоа дефинитивно не значи дека не постојат и други документи, записи, сведоци кои ќе можат да представуваат докази при идно судење за овој предмет. И за прислушкување, но и за уништување. Да, дефинитивно. Да. Околу прислушкувањето, како рече обвинителката Ристевска, имаат докази кој прислушкувал? Сепак немаат по чија наредба. Точно се знае кои луѓе примале плата во петата управа и на кои работни места. Точно може да се лоцираат кои луѓе во тој период, кога значи постојат прислушуваните разговори, биле вработени во управата, кои биле редовно вработени, кои биле вработени со договори на дело, а верувам преку сведоци ќе се дознаат и неовластени лица кои имале пристап во управата и до опремата, дека и тие на некој начин имале можност да учествуваат. На кои неовластени лица мислите? На невработени во МВР и УБК. Ки знаете нивните имиња? Не, предпоставува. Да. А зошто предпоставувате? Врз што се темели вашата предпоставка? Па такво нешто беше спомнато и од
портпаролката на специјалното обвинителство дека има и такви лица. Добро, дали е можно тогаш да се прислушувало, а наредбата да не дошло од директорот на УБК од Сашо Мјалков? Не постои таква можност, значи опремата е толку софистицирана, значи без да знае првиот човек на петата управа, кој бил многу близок до поранешниот директор Сашо Мјалков, не постоела можност да се внесе ни еден телефонски број во таа опрема и неовластено да се прислушува. Значи се било с устна наредба преку директорот на УБК до началникот на петата управа и неговите подредени кои ја извршувале таа наредба. Тогаш зашто не е осомничен Мјалков? Бидејќи Мјалков засега нема траг дека учествувал во уништувањето, ова е предмет кој се однесува стрикно на уништување. На уништување на опремата, да. Се предпоставувате дека тој не ја дал наредбата или можеби нема доказ воопшто дека ја дал? Ја верувам дека во понатамошната постапка со проширување на доказите ќе се дојде до директорот на УБК поранешно. Оди ја лоцира една од осомничените, се разбира, обвинителството ја лоцира тука и Гордана Јанкуловска, поранешната министерка за внатрешни работи, дека е инволвирана во случајот, во целата криминална постапка, но за неја не бара притвор, мерка притвор. Зошто, имате ли објаснување? Дали се раководи од претходното искуство дека беше одбиен притворот? Мислам дека претходното дело во Титаник беше повеќе имаше шанси таа да добие притвор со доказите кои се обезбедени од специјалното обвинителство, а тука она се сомничи за злоупотреба на службена положба и овластување во врска со потпишување на решение за уништување на опремата. Дека иако знаела дека е незаконски, лица кои учествувале во набавка и користење на опремата, односно материјални и одговорни лица, кои за целиот период одговарале за таа опрема, според подзаконските акти на Министерството, тие не смееле да учествуваат и во Комисијата за уништување. Заради таа злоупотреба, а тоа знаење сигурно го имала министерката, сепак го потпишала решението и дозволила опремата да биде уништена, таа и присуствувала, како што слушнавме при самото уништување, тоа доволно кажува дека е соучесник во тоа кривично дело. Зошто има видеозапис и документи од уништувањето? Со тоа самите не се уништуваат ли? Луѓето кои присуствувале на уништување на опремата, зошто морало да постои видеозапис, да бидат снимани, да дозволат да бидат снимани? Нешто да изгледа поверодостојно, значи покрај документацијата која обезбедиле, а слушнавме дека дела е фалсификувана, поверодостојно е кога имате и видео и фотозаписи од уништувањето на опремата, да докажете дека сето тоа е законски и дека тоа е извршено транспарентно. Добро, околу објаснивте зошто на Јанкуловска не е побаран притвор, но зошто на Горан Груевски му е побаран притвор? Се предпоставува како и претходно дека и тој ќе биде отфрлен. Значи Гордана Јанкуловска веќе не е министр за внатрешни работи и не постои опасност да го повтори делото. Горан Груевски е се уште на истото работно место, началник на управата за оперативна техника, и со самото тоа тој може да го повтори делото доколку понатаму доаѓа на работа. Но Гордана Јанкуловска може да влие врз светоци, дури имаше и такво образложение, односно претходно соопштение од претходните дела на Јанкуловска. Да, меѓутоа низината злоупотреба е во друг дел, а не во делот на прислушувањето, туку во делот на подпишувањето на решение за уништување на опремата. Од тој аспект не може да го повтори делото, повторно да подпише, бидејќи не е министер веќе за внатрешни работи. И одземена и е патната исправа. Да, тоа е као гаранција. Каде се наоѓал Горан Груевски? Ноќеска имаше информации дека полицијата трага, но не беше лоциран. Мои предпоставки се дека тој се наоѓал на безбедна локација, каде што бил подготвен од одреден адвокатски тим, што да каже пред судијата во претходна постапка, на која ќе присуствуваат и обвинителки од специјалното обвинителство. Дали е можно за целава операција на прислушување и на уништување на целата опрема да знаел и премиерот Груевски? Постои предпоставка, меѓутоа тоа треба да се докаже во постапката. Да. Што се однесува до улогата на специјалното јавно обвинителство, постојат песимистички варијанти, би ги нарекла, опции за нивната иднина. Една од нив е укинување на специјалното јавно обвинителство, на тимот на Катица Јанева и тоа пред распишување на предвремените парламентарни избори. Таа индиција се засили, таа индиција се засили денеска, кога слушнавме од портпаролката на специјалното обвинителство дека постои обид од Основниот суд Скопје 1 да се прогласат за ненадлежни.
Значи, доколку тоа не успее, а добро го образложија тоа, дека во досегашната постапка судот соработувал со нив, значи издал одредени наредби за сослушување на сведоци во МВР, прибирање на одредена документација, и од тој аспект се смета дека тоа нема да држи и дека ќе мора да посегнат на крајниот метод преку Уставниот суд да се побара укинување на специјалното јавно обвинителство по иницијатива на господинот Тодор Петров како неуставно. Да. Околу целата потрага по Горан Груевски, што вели судот зашто го одбило барањето на СЈО за претрес во домот, заради тоа што, например, не само што немаат надлежност, дури и полицијата рекла дека не им било посочено кои предмети треба да бидат одземени. Треба ли да образложи специјалното јавно обвинителство на полиција или на суд за кои предмети станува збор, кога се прави претрес од страна на полицијата? Двојни стандарди, значи ја верувам дека при други претреси воопшто не се специфицира до тој степен за да се бараш кои предмети. Така имавме и во случајот на Кумановска дива населба, кога беше издаден налог за претрес на тие куќи, полицајците кои учествуваат од специјалните единици во претресот не знаеа и мислеа дека тие учествуваат во претрес за дрога, а не идоа на терористичка банда. Значи не секогаш и самите оперативни работници кои учествуваат во акцијата знаат, нити МВР знае што се може да најде при одреден претрес. Од тие причини верувам дека ова е само за специјалното јавно обвинителство, барано точно да се специфицира кои предмети се бараат и кои ќе бидат предмет на тоа кривично дело. Тоа е законско барање, според некакво законско решение? Точно, постои во законот, но никаде не пишува до кој степен треба точно да се набројат кои предмети може да се прецизира, се предмет на претрес. Околу улогата на председателот на Советот на јавни обвинители ме интересира со тоа што одбива да ги даде дел од предметите на Катица Јанева, Маđар Телеком, Пуч, случајот со Верушевски. Одредени адвокати за Нова говорат, велат дека станува збор за кривично дело од страна на обвинителот, заради тоа што одбива да даде предмети кои се во надлежност на специјалното јавно обвинителство и не треба многу да образложува зошто им се потребни. Говорам за Јанева, дека не треба да дава отчет прецизен до детали зошто и се потребни. И јас го делам тоа мислење дека постои надлежност, односно самото јавно обвинителство, специјално јавно обвинителство има можност во рок од 8 дена по добивањето на предметот да се произнесе дали е надлежно или не. И дека нема што тука Советот за јавни обвинители да ги дава или да не ги дава предметите. Дека постои автоматизам по барање на специјалното јавно обвинителство да ги добие сите предмети, а доколку обвинителството ја утврди надлежноста, специјалното, тогаш се прогласува за надлежно или во рок од 8 дена ги враќа предметите на основното јавно обвинителство. И кои се вашите предвидувања за иднината воопшто на специјалното јавно обвинителство ако биде укинато со помош на Уставниот суд? Кои се следните чекори кои треба да бидат сторени од страна на специјалното јавно обвинителство? Па тогаш за жал нема да може веќе да функционира специјалното јавно обвинителство, значи целиот персонал на истражители и други персонал кој е даден од Министерството за внатрешни работи ќе мора да биде повлечен, исто така и просториите за кои се плаќа кирија и сите други објекти ќе морат да бидат вратени во првобитна состојба на сопствениците и мислам дека е тоа најцрното сценарио кое може да се случи, а што може да доведе до загрозување на безбедносната состојба во Република Македонија, односно до судир меѓу припадниците на двете најголеми македонски политички партии, кои во неможност по демократски институционален пат да дојде до правдата, заради што беше и формирано специјалното обвинителство, правдата може да побараат на улиците на градот Скопје, пред владата, собранието и слично. На што се повикувате на оние? Секогаш се неофицијални информации дека постои некаква пара војска или пара полиција која е веќе формирана и која може би делувала, која би била алармирана од одредена политичка партија, тоа се информациите, велам, се во сферата на шпекулации се разбира, но дека власта веќе формирала такви паравоени полициски единици. Значи, постојат по местните и општинските комитети на ВМРО ДПМН веќе одредени препораки во ситуација да има потреба за нивно
брзо организирање, на кој начин ќе се организираат, кои се тие места каде што ќе се собират членовите на ВМРО ДПМН и на кој начин ќе действуваат. Од тие причини оправдано можеме да се сомневаме дека постои такво сценарио и дека тоа за жал може да стане реалност. Добро, но странскиот фактор секако би ускочил, така да се изразам, и не би дозволил да дојде до загрозување на безбедноста и стабилноста. Во целиот овој период е некаков гарант за таа безбедност и стабилност. Точно, вклучувајќи го и Пржинскиот договор, претходно тука беше и Рамковниот договор, анкетната комисија која заврши неславно, но сепак говорам за анкетната комисија за Црниот понеделник. Јас мислам дека странскиот фактор можда малку касни во своето действување, ако можам да ве потсетам за 2001 година кога амбасадорот Батлер објавуваше списоци на суди, црна листа на корумпирани суди, и сметам дека од постапувањето на Основниот суд Скопје 1 во овој период на сите барања на специјалното јавно обвинителство веќе требаше со таква мерка да се настапи, односно да се предупредат судиите во Република Македонија доколку не го почитуваат законот и уставот, дека бидат санкционирани соодветно. Да. Околу улогата на Груевски ме интересира. Како ја гледате улогата на Груевски? Сметате ли дека со подпишувањето на Пржинскиот договор и отстранувањето негово од премиерската функција, политичката смрт е веќе минато, односно таа беше неизбежна и таа се случи, или мислите дека ќе действува токму во спрега со овие за кои говорите параполициски и паравоени некакви служби? Значи, сите одлуки што се донесуваат и последната одлука на Уставниот суд, каде што се врати можноста председателот и за други дела, освен на претходно утврдените во 2009 да амнестира, односно аболицира, како и последната промена на Законот за кривична постапка, каде што ретроактивно ќе важи 90 дена да има одбраната да се подготвува, што ќе оневозможи специјалното јавно обвинителство до 5 јуни да покрене судски предмети, односно ги процесуира, укажува за вклученоста на Груевски и неговата желба ништо да не се случи пред 5 јуни, а по победата на изборите на 5 јуни, тој повторно да биде премиер. Велите дека во се гледате всушност подпис на Груевски? Па сигурно има согласност. Тој не би бил пресретнат од страна на специјалното јавно обвинителство и можеби би дошло до покренување на некаков акт, доколку има сомневање дека бил инволвиран во дел од овие случаи за кои се говори. Специјалното јавно обвинителство нема таква улога, без судот нема можност да се спречи Груевски легално да учествува на следните парламентарни избори и да се кандидира во било која изборна единица. Исклучувате и формирање на специјална единица, односно специјален суд. Па нема време за таа работа. Ако на 5 јуни има избори, сите тие сценарија се исклучени. Доколку изборите се одложат, постојат сите други опции. Дали ќе се формира специјален суд, дали ќе се оди на експертска влада која 2 до 3 години ќе ги врати институциите во нормала, па потоа да се организираат избори, тие се сценарија кои странците гледаат благонаклоно и веруваме дека тоа и нешто ќе се случи. Добре, јас благодарам што бевте гост.